Помина речиси десетина години, кога така да речам, по покана на Сдруженијето граѓани офрлоат Демир Хисар од градот Демир, направив документарен запис со работен наслов Джип турнеја Демир Хисар 2010 година. Ете како што вели народот, Господ милувал Демир Хисарскава регија повторно да ја посетам, но овој пат по покана на Сдруженијето на граѓани офрлоат Демир Хисар од градот Демир да направам нова документарно патописта туристичка разгледница за оваа регија, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости на оваа регија, за чија регија устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старомакедонско, од римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, кои се дел од парчево земја кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој се овекови живее овде македонски и е дел од секутната историја на Македонија. Долго време, народски кажано, му се токме повторно да дојдам во овој дел на Република Македонија. Една стара народна поговорка вели: некогаш сакаме ние, туку кога Господ си го каже тоа. И навистина така и видна. Едно утро пред самиот почеток на есента, ова 2022 господово лето, рано, можне рано, ми задзвони мојот телефон и како истекуваш кога некој ме бара преку телефон, ја кренав слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жица слушав еден познат глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоране, како си? Да не те разбудим?" ми рече. "Добро утро," му одговорив. "Буден сум, одамна сум буден," додадов. Овде кај Гоце Трпчевски, меѓу демихисарци мои попознат сум по прекарот Тито. Ако се сеќаваш, се запознавме на демихисарската џипијада пред десетина години, туку ете јас така порано, знаеш, по демихисарски, се јавувам, имам една молба да те замолам ако можеш да дојдеш со нас, со Сдруженијето на граѓани офрлоат Демир Хисар, заедно да те прошетаме низ демихисарскава регија, да направиш една нова документарно патописна туристичка разгледница, која се софаѓа со 2 септември, денот на ослободувањето на градот Демир Хисар од фашистичката наезда во народно-ослободителната борба на македонскиот народ, и 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, а воедно и со 10 годишнината од одржувањето на оваа традиционална манифестација под покровителство на Сдруженијето на граѓани офрлоат Демир Хисар од градот Демир Хисар. "Што велиш?" ме праша. Слушај, вака да ти кажам. Подолго време се кандисувам, ама никако да се кандисам. Ете народно така да кажам, твојот предлог, како што вели народот, како кец на десетка ми дојде на повисок глас, шега му подвикнав. Ете сега кандисај се, јас своето си го кажав, сега оставам на тебе, ми рече. "Бива, како не бива," му одговори. "Браво, бре Зоране, браво, да знаеш колку ми се исполни душава моја, ти само дојди до Демир Хисаро, јас се ќе ти организирам, иди да не му се секираш," ми велеше Гоце Трпчевски, меѓу Демир Хисарци попознат по прекарот Тито. На 4 септември оба 2022 господово лето, во раните народски кажано утински сати, со камазот, а воедно мојот стар пријател, кој 20 и кусур години ми е верен сопатник, талкајќи низ руралните региони и села во Република Македонија, од Скопје
за неполни 2 сати стасам во Прилеп, каде што заедно со мој другар, пријател, инженер по информатички и електроничарски технологии, пред се антрополог, географ, етнограф, историограф во областа на руралните региони и селските населби во Република Македонија, Драгослав Миновски, во утринските сати пристигнавме во административниот центар на Демирхисарската регија, градот Демирхисар, каде што построени како за утринска војничка смотра и под конец беа наредени за вакви екстремни спортови, посебно припремените 100 джипови и моторцикли. Зоране, овде сега ми те предавам на еден од постарите посташ членови на нашето здружение, а воедно еден од неколкуте спонзори на овогодишнава джип турнеја преку неговата компанија Стеми Транс, Бале Котевски. Тој ќе ти биде личен шофер, ми рече Гоце Трчевски. Добре дојде, Зоране, долго те чекам да наминеш овде кај нас во Демирхисаров наш. Јас тебе добро ми те познавам, Зоране. Од телевизијана саде ми те гледам, со радост ги гледам репортаживе за нашиве села. Многу убаво ги редиш историографски податоци, иако јас не сум по вокација историчар, ме задоволува фактот што сите податоци што ги кажуваш во репортажине се веродостојни, а и ги имам проверено листајќи низ моја историографска литература, со која располагам. Иначе моето име е Бале Котевски. Зоране, имам еден предлог. Пред да тргнеме низ Демирхисарскиве горосказни планини, полјани пасишта и затарите на неколкуте демирхисарски села, кои во себе кријат дел од многобројните исторички збиднувања, кои чекаат да бидат откриени, да не бидат покриени од правта на заборавот, а дел од овие исторички збиднувања, кои се дел од парчева земја, која со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее македонски, чии збиднување ќе ги преточиш во ова документарна патописна репортажа, малку да го накитиме твојов олдтаймер налик на другиве джипови и моторцикли, ми предложи. Може ли? Ме праша. Може, како не може, ама под еден услов. Ако може, мојов олдтаймер ти да го возиш, да го испробаш, да го слушнеш одблизу што се вели брмчењето на моторот на ова руска машина. Шеговито го замолив. Голема чест ќе ми направиш и јас одамна имав желба да ја испробам ова руска машина, што ја гледам саде на телевизорон, а верувај ми, машината на камазот твој во мои раце има како мачор да преде. Ти ќе си ја бркаш твојата снимателска работа со камерчето твое, а јас мојата шоферска, а да ти кажам, се гордеам што денеска ќе ти бидам личен шофер налик, како што многумина му беа лични шофери на председателот Јосип Броз Тито. Почитувани мои, често пати кога ги правам репортажите за нашите заборавени убави македонски села, го спомнувам мојот долгогодишен пријател, тоа е стариот руски джип Камазов. Овој тој джип кој што кога ви спомнувам дека некогаш го оставам дома малку да се поприпреми, да се подотера за путешествијата што го чекаат. Овој пат малку го подотера во подмаките. Денес овдека се наоѓа во Демирхисар по покана на Сдруженијето на џипијадата од Демирхисар, да направи на нова репортажа овдека во Демирхисарско. Тувани мои, сега ќе одам да влезам во джипот, да го западам, да видам како работи и да се говориме дали е спремен за патување. Следете ме. Ова руска машина е. Многу ми ја вела дека на руската машина, на ладата нивата, на Камаза, на ова, дури му вода и на вода ќе оди. Почитувани мои, сите овие мои путешествија во путација на МРЈ низ Република Македонија, овие 10 години, сите оние репортажи кои што гледате преку вашите мали екрани, не можеше да бидат успешно реализирани ако не беше со мене мојот
дългогодишен соработник, а пред се соработник на продукцията во Риофилм, господин Драги Мировски. Почитувани мои, ми представува голема чест и задоволство што денес на овој убав сончев ден сум дел од традиционалната демирхисарска манифестација Джип турнеја. Чест ми е што имам можност да се дружам со љубителите на овој прекрасен бигонарекан спорт и да патувам низ планинските убавини во околината на Демирхисар. Откако, како што се вели, за кратко време се прикажавме, си го почнавме моабетот на долго и на широко за се што било и не било за Демирхисарскава регија со Балета Котелски и за брзо време околу нас се собра поголем дел од учесниците од овогодишната Демирхисарска джип турнеја кои ми велеа: Зоране, добро направи што присуствуваш на овогодишнава джип турнеја, ние знаеш како наште ја сапиме. Како и каде ќе кажеш, таму ќе застанеме по трасата, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види целиот свет какви и кои убавини и историски знаменитости ги има овој дел на Македонија, ми велеа. Добре дојдовте и голема благодарност до сите што учествувате на оваа джип турнеја јубилејна годинава по 10-ти пат. Јас сега ќе кажам малку генезава како е тргната идејава за джип турнејава во Демирхисар. Пред 10 години, поточно пред 11 години, во 2011 година, по некоја случајност присуствувавме на една джип турнеја која организираа битолчаните во Битола, на терените во Мариево. И пак по некоја случајност јас таму, пошто ме дал Бог, имаше некоја локална телевизија, кажувам некои прикази таму, и кажам дека, значи в година, Господ здраве, реко 2012 година, познавајќи ги терени во Демирхисар, правиме джип турнеја за Демирхисар. И луѓето што беа околу мене, малку се скептични, меѓутоа ја поддржува мојата идеја и 10 години континуирано одржуваме джип турнеи во Демирхисар. Јас сега сум горд на ова што го направиме и јас мислам дека и во сите прилики сум кажал дека джип турнеја Демирхисар представува бренд за Демирхисар. Што значи бренд? Значи нема манифестација во Демирхисар што се одржувала што собира 500 души на едно место. Значи нема таква манифестација. И по тоа си земам за право да кажам дека за Демирхисар джип турнеја е бренд. Значи тргнуваме од Демирхисар. Ова е Демирхисар, плоштадот на Демирхисар, се движиме кон Стругово, Струговско езеро. Да се движиме кон манастирот Свети Илија во село Лесково. Нема се задржуваме тука и слегуваме во манастирскиот комплекс меѓу манастирче во село Мренове. Од тука завојуваме, слегуваме во село Церово. Низ Церово се движиме, одиме кон сите познатата локација Еврејка. Одиме во Еврејка. Еврејка знаете што представува. Синоним за убавина. Кој ќе застаниме таму, се движиме, има тој камен од големиот камен, правиме една групна фотографија со сите вас, да личи на нешто, ќе се наредиме, значи формацијски ќе ги наредиме джиповите, ќе направиме и на смени, што вика Диверче. Ќе направиме убава фотографија. Значи една работа сега ќе ви кажам. 14:30, 15 часот мораме да бидеме во село Смилево, односно во манастирскиот комплекс во село Смилево во Свети Петар и Павле. Таму не чека културно-уметничка програма и ќе ве молам да внимавате. Во секој случај сте во манастир сте и ќе водите сметка како се однесувате. Значи тоа би било вака во глобала целава работа што треба да се одвива за оваа джип турнеја. Значи 10 годишнина на джип турнеја. И уште една работа, ќе ве замолам, тортава ќе ја сечиме во село Смилево и уште една вака ќе се собериме, ќе си честитаме и да го одбележиме достојно и достоинствено кој е наш голем празник. Уште еднаш многу ви благодарам и тргнуваме веднаш. Откако завршивме со предпојдовните подготовки, карвано на джипови и моторцикли,
тргна по 60-километарската траса од овогодишната оф-роад турнеја низ демихисарскиве горостасни планини, долини, полијани, пасишта, поминувајќи низ градот Демихисар, продолжувајќи во правец на делодатарот од селото Стругово, покрај Струговското езеро, упатувајќи се во делодатарот на селото Лесково, во правец на манастирот Свети Илија, во делодатарот на селото Мренога, манастирот Свети Атанасије, во истото село, во дел од атарот на селото Церово, накачувајќи по питомата падина на Илинска планина, во правец на местото викано Еврејка, движејќи се по питомите падини во правец на славното Смилјаво, во манастирскиот комплекс, првоапостоли Свети Петар и Павле. Почитувани мои, пред да ја видите туристичката разгледница за адреналинскиот фестивал на отворено Екстрем Демихисар, ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за Демихисарскава регија. Демирхисар или Железник се вика Ридско-планинската област што се простира во југозападниот дел на Македонија или поблиску одредено северозападно од Пелогориската котлина околу горниот слив на река Црна река. Источната граница на оваа област поминува по планината Бушава, а западната по сртовите на Бигла, Платинска и Илинска планина. На југоисточната страна е планината Древни. На територијата на Демирхисар живеат околу 10 илјади жители во два урбани центри, градчето Сапотница и градот Демихисар, кој воедно е и административен центар на 40 селски населби, каде природата израчувала сета своја уникатна недопрена убавина. Регионот Демирхисар има значајна географска положба во југозападниот дел на Македонија. Тоа го овозможуваат и многобројните сообраќајни врски кои ја поврзуваат оваа област со Битола, Прилеп, Кичово, а преку дел од некогашната Вија Игнација и со Ресен, Охрид и славна Дебарца. Демихисарската регија претежно е планинско-долинска регија со високи планини, чии планински врвови кон небесните синила се извиваат и до 2000 метри надморска височина, како што се планинските горостаси Илинска планина со врвот Лиска, Бигла планина, Пространска планина, попозната како Плаќанска, богати со различни видови на шуми, пасишта, извори, на ладна планинска вода, различни растенија и животински свет. Во пазубите на овие планини се наоѓаат извориштата на Голема и Коселска река, Пространска, Вировска река, Големача, Боишка река, кои го надополнуваат изворишното потрајачје на Црна река, која со неизините 207 километри е најдолга река во регионот, чии незини води продолжуваат да течат низ централниот дел на Демихисарскиот регион. Што те влечи да ги посетуваш овие природни убавини во Македонија? Па шуми, ливади, атмосфера, чист воздух, народот, Дружењето. дружбата е најбитна дружбата. Така е. Кај ќе види првата починка денеска? Па, не знам, ќе видиме. Како ќе реши одлучи организатор? Да, така е. Ти од каде си иначе? Јас сум Слободан Воевски од фамилија Василковци од Горно Лисиче. Од Горно Лисиче. Така е. Познатото село каде што секоја година скореме 25 години оди редовно којничата од Горно Лисиче до Мечки Камен. Така, да. Сум учествувал во тоа. И тоа е патешествие. Не може да се опише, мора само да се доживее. Јас патувам со сите којници низ Република Македонија и горци што
секоја година Убаво е, секаде. и што се вика одиме горе на Мечкикаме да се поклониме на хероите што ги дадоа животите за независна Република Македонија. Така е, за Македонија. Да ни е жива Македонија. Амин, амин. Ама и без тичелни се погоди, а? О! Ама и без тичелни се погоди, а? О! Би сакал да го искажам моето задоволство и воодушевување од оваа природа која не обкружува, во која денес овде сме присутни. И би сакал да кажам дека секој оној кој што сака да има едно незаборавно и пријатно доживување со посетување на некој живописен предел, да го посети ова место каде што има вистински рај, има вистинска недопрена и живописна природа, каде може да ужива во овие природни убавини и да си одмори душата, што би се рекло. Јас би кажал дека пролетта е можеби најубава, меѓутоа во летните пеколни температури, кога во комерцијалните средини владеат високи температури, овде под длабоките сенки можете вистински да се одморите и покрај тоа што можете да се одморите во ладовина, можете да си ги одморите очите во зеридулото кое што ве обкружува. Ништо помалку не е убаво и во зимскиот период, кога целиот овој крај овде е прекриен со дебела зимска покривка и кога вие ќе седнете покрај зацрвенетиот пампур, во кого што се слуша пукањето на дабовите дрва под силата на пламенот. Демир Хисар е познат револуционерен крај во кој што се случиле значајни настани за македонската историја. Во Демир Хисарско се изведени најголемите предилинденски и илинденски воени действија, посебно во селото Смилево, каде што од 2 до 7 мај 1903 година е одржан Смиленскиот конгрес на Битолскиот револуционерен округ, каде што на овој конгрес бил ставен крај на полемиките околу прашањето за востанието. Демир Хисар е родниот крај на познатите македонски револуционери и војводи Даме Груев и Ѓорѓи Чуранов од Смилево, комитите од четата на Веле Марков, Марко Христо Алексовски од селото Сопотница, Ѓорѓија Христов од селото Света, кај народот попознат како Ѓорѓи Рао Скрешениот, Стојан Иванов Јошевски од селото Жван, Најдо Велјановски Чргата од Ракитница, потоа Алексов Стефанов од Радово, Никола Врбовски Врбата од Брезово,
Ангеле Секуловски од Базелник, како и на Демихисарскиот војвода со козичко потекло од селото Козица, Кическо, Јордан Силјано Пиперката и неговите соборци Милош Трајковски и Кузман Тодоровски од Бабино и Мијале Стојанов Филиповски од Велмевци, Шелчанецот од селото Селце Крушевско и Крушевскиот апостол Веле Марков и многу други. Сакам да изнесам еден друг податок кој можеби не е толку познат во природата. Во врска со нашето славно, епохално Илинденско востание, за кое ние сите знаеме дека било на 2 август. Меѓутоа, Илинденското востание не почнало на 2 август, почнало на 1 август, а центарот на Илинденското востание било селото Бабино. Имено, четите на војводите се построиле во ливадите, во местото наречено Рамни ливади во близина на селото Бабино, каде што дале свечена заклетва и каде што го развиориле македонското знаме, кое што било целосно црвено, изработено од свила, која што свила била купена од Битола за 45 лири. На ова црвено македонско знаме биле испишани зборовите смрт или слобода, а тие букви биле извезени од 2 девојки од Битола. Јас сега би рекол и нешто друго, воопшто околу Демирхисарскиот крај, како еден од најреволуционерните и најпознатите краеви во нашата земја, дека овде има многу значајни нешта кои што потекнуваат и од античкиот период и од средовековниот период. Има многу бројни некрополи, населби, артефакти и така натаму. Во селото Бабино има многу бројни обележја од целокупната историја на македонскиот народ. Тоа значи и од предилинденскиот, и за време на илинденскиот, и во поилинденскиот период, како и во народно-ослободителната борба, и сите овие знаменитости и обележја кои што се поставени во Демирхисарскиот крај, па и во селото Бабино, покрај другото, символично го покажуваат вековниот отпор и непокор на македонскиот човек, неговата вековна борба за докажување на неговата самобитност и за зачување на неговиот идентитет и интегритет. На подрачјето на општината постојат вкупно 62 цркви и манастири, од кои по својата старост, сочуваност, начин на градба, живопис и местоположба се издвојуваат 7 објекти кои се заштитени како трајни белези за еден народ и едно време, меѓу кои манастирот Свети Јован Претеча од 11 век, кој прераснал во еден од најзначајните книжевни центри во Македонија, со бројно монаштво, активен скрипториум, богата библиотека, во која имало ракописи кои водат потекло од 11 и 12 век. Книжевната дејност на српчанските книжевници добила пошироки размери во 14 и 15 век, а во 16 век книжевноста достигнала свој зенит кога во манастирот се преведувале и препишувале богослужбени книги за црквите во Демихисарско и во Македонија. Во значајните дела на Слепченската школа спаѓаат Слепченскиот апостол од 12 век, Слепченскиот писмовник од 16 век, кои се пренесени во Русија. Манастирот Слепче во 16 век представувал важен резбарско-сликарски центар, кој во науката е забележен како Слепченско-прилепска резбарска школа. Меѓу највредните уметнички дела, круна на резбата од овој период се слепчанската еднокрилна и двокрилна врата, кои во минатото ги краселе влезовите на манастирската црква. Тие денес се наоѓаат во уметничката галерија во Скопје. Денес во црквата се наоѓаат повеќе значајни уметнички предмети, меѓу кои се истакнува големиот крст со распнатиот Христос од 16 век, царските двери оштетени од пожарот во 1972 година, како и интересните певници изработени во Копаница. Црквите Свети Јован Богослов и Свети Никола во Слепче од 16 век, манастирот Свети Атанасија Александриски од 18 век кај селото Журче, црквата Свети Атанасија во селото Слоештица, манастирот Свети Никола, меѓу народот попознат и како Топнички манастир кај селото Слоештица од 16 век, црквата Света Петка во селото Злан од 14 век,
Латинската црква Свети Димитрije во селото Жван од 17 век, црквата Влашки гробишта се составен дел на многуте други црковни реликвии во Димихисарско. Културно-историските знаменитости представуваат гордост на овој регион. На подрачјето на општината постојат индикации од материјалната култура уште од предисторискиот период па до денес. Најголем дел од археолошките локалитети потекнуваат од античкиот период, особено архајскиот и средовековниот, а посебно византискиот период. На локалитетите постојат делови од населби, тврдини, некрополи. Без сомнение, голема гордост на оваа регија се многобројните писатели и поети кои се родени овде во оваа регија, како што се Петре М. Андреевски, браќата Јордан Плевнеш, Љубе Цветановски и Влада Цветановски, сите родом од селото Слештица, Божин Павловски и Раде Силјан од селото Жван, како и единствениот денешен македонски библиофил и собственик на најголемата приватна библиотека во Македонија Алби, која се наоѓа во неговото родно село Бабино, Стево Степановски, која представува своевидно културно и духовно добро, кое го потврдува општиот национален белег на цивилизацијскиот однос кон писменоста, културата и книгата како своевиден феномен. Во оваа татковина на книгите, покрај многоилјадниот насловен фонд, се чуваат и ракописи и друг библиотечен материјал, што се однесува на просветата, културата, економската и политичката историја на Македонија, изданија печатени до крајот на 1946 година. Во фондот на библиотеката се чуваат првите македонски изданија по ослободувањето, голем број на вестници, списанија, публикации, сепарци, звучни записи, научно-истражувачки проекти, елаборати, дипломатски работи, географски карти, фотографии и така натака. Почитувани мои, оваа кратка аудиовизуелна туристичка разгледнича, така да речам, ме наведе преку овогодишната Димихисарска офрова Вичипијада да ја надополнам мојата архива во овој видеозапис, а дел од него предлагам да проследите во продолжение на оваа репортажа. Откако ја поминавме, така да речам, првата етапа од 15-тината километри од 60-километарската планинско-долинска траса, поминувајќи низ атарот на селото Стругово, поминувајќи покрај Струговското езеро, упатувајќи се во дел од атарот на селото Лесково, наша прва, така да речам, починка беше во дворот на манастирот Свети Илија, каде што застанавме да се насладиме од убавината што му е дарила природата на овој крај. Погледајте и уживајте. Териза. Супер е. Патуваш чисто пати низ овие предели? Секој викенд. Секој викенд, а што е тоа што те влечи? Планината. Да се ми здрави жив? Почитувани мои, по краткиот одмор, караванот джипови продолжи по, така да речам, вториот дел од трасата, пробивајќи се низ многовековната Тавало-Букова шума во правец на атаро на селото Мренова, во манастирскиот двор на манастирот Свети Атанасије, каде што и тука застанавме, малку да одмориме, ама и да се насладиме од колоритната убавина што со милениуми ја создава природата во ова место. Погледнете и уживајте.
Почитувани мои, во краткиот одмор, карванот џипови продолжи по така да речам третиот дел од трасата, пробивајќи се низ многовековната дабово-букова шума и питомите планински пасишта во правец на првиот Еврејка, каде што и овдека застанавме да се насладиме од колоритната убавина што со милениуми ја создава природата, а мојот пријател Гоце Трпчевски, понесен од господовата убавина, ја изрецитира неговата поема посветена на Македонија. Предлагам да ја слушнете, а воедно и да ушивате од колоритната убавина, што и овдека природата ја има искаено, а и воедно е посветена на момата која била еврејка, која овде престојувала, пиејќи вода од ладните извори, за да си ја изгаси житта. Немој Македонијо! Немој Македонијо, не раѓај кодош изроди предавници народот мој. Тие Македонијо ќе те сечат. Македонијо ќе те боли. Нив некоја друга нека ги раѓа. Зошто Македонијо? Зошто Македонијо не раѓаш нови јунаци борци, Гоцевци, Дамевци, Јаневци, Чентовци? Љубов и завет се македонска. Тие Македонијо ќе те љубат. Македонијо, и светот ќе зборат, со љубов ќе зборат. Те слушам, молебдену мој. Го слушам твојот искрен силен глас. Срцето ми се стега, солзите сами капат. Завет ти давам, на знање ти ставам. Мојата клетва е да раѓам македонци и мали македонци. Затоа ме викаат Македонија. Да живее Македонија! Почитувани мои, по краткиот одмор на Еврејка, карванот џипови продолжи по така да речам четвртиот дел од трасата, пробивајќи се низ шумовитите планински пасишта во правец на планинскиот превој Голем Камен, од каде што фрливме поглед кон Преспанското и Охридското езеро. Почитувани мои, и овде предлагам да ја погледните убавината од овој дел на Демихисарскава регија во продолжение на оваа репортажа.
Почитувани мои, по краткиот одмор на планинскиот превој Голем камен, караванот джипови продолжи по така да речам петтиот дел и последен од трасата во правец на манастирскиот комплекс првоапостоли Свети Петар и Павле, кој штуткан како во орловско гнездо во Смилевската корија, обкружен со многувековните дабови чинари, постојано духовно бдее на славното Смилево, кои сведочат за 700 годишното постоење на овој духовен демихисарски православен храм, а се споменува и во томанскиот пописен дефтер за битолската нахија од 1468 година. Исто така е регистриран и во пописниот дефтер од 1568 година и во пописниот отомански дефтер број 99, кој се води за демихисарската нахија од 1742 година. Ова многувековно духовно светилиште е забележено и во Сепченскиот кодик од 16 век со мощно развиени форми на монашки живот, манастирско училиште и препишувачка школа на вредни црковни книги. Овој манастир бил своевиден духовен и просветен центар во овој дел на демихисарската регија. Исто така, манастирот располагал и со голем имот. За Смилевскиот манастир историографијата се уште води полемика до кога постоел, кога е разрушен, но се смета дека во 1878 година повторно е реобновен врз делот старите темели, чии темели се дел од рано христијанска базилика. Во манастирот целиот животен век го поминал игуменот Петар Гарец, чии семеен род потекнува од селото Гарин. Петар Гарец се смета за ктитор и прв настојник на манастирската црква, кој што на празниот простор кој се наоѓал околу неколкуте стари црковни дабови чинари, каде што извирала лековита вода, пред 150 години најсетне ги пронашал старите манастирски темели, потоа врз дел од тие темели ја изградил манастирската црква, која била средна по големина, со нартекс од надвор. Игуменот Петар Гарец исто така го изградил манастирскиот конак и манастирската пурна. По упокојувањето на игуменот Петар, нов настојник, во манастирот доаѓа Захарија Стојанов, кој во манастирот заедно со неговото семејство останува се до Првата Балканска војна. За време на Втората Балканска војна настојател во манастирот е монахот Козма, чие негово упокоение се наоѓа во манастирскиот двор. По упокојувањето на монахот Козма, грижата за манастирот го презема семејството на Петар Гарец, кои, заедно со мештаните од речиси сите демихисарски села, ја реализираат неговата пресмртна желба на местото на старата манастирска црква. Во 80-тите години на 20 век изградија нова манастирска црква, а ја осветија во 2018 година. Значи, како израз на благодарност, во вашата фирма Мариово Филм, од името на организациониот одбор на джип турнеја и во моје лично име како председател на Друженијо, Гозе Тито, сакам да ти врачам една благодарница и да ти посакам се најдобро во едно. Да се дружиме. Сега мора да кажам јас малце да ви збора. Голема чест ми е што во името на Друженијето од Демихисар ми ја доделува ова благодарница пред Републиката Мариово Филм
i во името на сите сработници на прочитама на филм ви благодарам. Со една моја порака, до година па да се видиме, да видиме побројни, не само овде као Демикиса, но во цела Македонија, а до година здраве Господ повторно од прочитама на кои ќе биде присутно овдека нова џипијада, но едно би додал, оваа благодарница што ми ја доделува Гоце Трчевски, познат по прекарот Тито, на ова џипијада 2022 година, овде као Демикиса, ја посветувам до сите мои соселани, до сите граѓани во Република Македонија, но и нашите македонци кои што се наоѓаат во Егејскиот, Пиринскиот, Егејскиот дел на Македонија, во Австралија, Америка, Канада, во Европа, да сте ми здрави и живи, затоа што ова парче кој што со мелениум земја се нарекува Македонија и народот кој што со векови живее на ова место македонски ова парче земја ќе остои и ќе постои затоа што е единствена земја покрај Палестина што е пишана во Библијата, тоа е Македонија. Да ни е вечна Македонија. Почитувани мои, предлагам дел од Всесоборскиот народен собир, што овдека се одржа во овој манастирски комплекс, да проследите во продолжение на оваа репортажа. Shake it up.
Od Skopje! Tvojto lice leno gori. Počitovani moji, ne mi se napuštaše ova ubava Demištisarska idila, no mora da se zaminam, zato što ovo Demištisarsko me čeka pratite desetine sela da ti posvetam, a i sam da napravam nov dokumentaren zapis. Thank you.